Во собота за дискусија на ГЦМК и на универзитетските медиуми, време е да поразговараме повторно за нешто што е поврзано и со образованието, и со бизнисот, и со можноста нешто да се работи во животот по завршувањето на високото образование, но да се каже и за она што нудат студиските програми, што нуди високото образование на студентите кои што излегуваат и дипломираат, магистрираат и потоа треба да продолжат не само да се вработуваат, но и да отвараат своји бизниси. Бидејќи сме во кампусот на Универзитетот Гоце Делчев во Кавадарци, кај што нормално и најнормално, најлогично е да се посвети многу простор на винарството преку земјоделскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, токму на оваа тема ќе разговараме и тоа од аспект на тоа што работат нашите студенти по завршувањето, што можат да работат, дали успеваат во своите бизниси, колку е тоа тешко или лесно, но и од аспект на факултетот понудата на студиските програми, колку тие можат да ги подготват самите студенти за таквите предизвици. Во емисијава ќе видиме и односно ќе слушнеме и видиме изјава и од винаријата Бовин, исто така од вработен таму енолог, кој што исто така поминал низ студиските програми на Универзитетот Гоце Делчев. Во студиово на собата за дискусија со нас е професор доктор Виолета Иванова Петропулос, професор на Земјоделскиот факултет. Професор, ќе благодарам на издвоеното време да говориме на оваа интересна тема според мене. Ви благодарам на поканата, задоволството е мое. И еден од вашите студенти е наш гостин, Блаже Стојановски од Кавадарци, кој што е пример за тоа како се обидува не само да работи по завршувањето, но и да отвори своја собствена компанија. Блаже, добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Ви благодарам обајцата. Се одлучивме да говориме на оваа тема, бидејќи навистина од секој се поставува тоа прашање на високото образование, завршување, дали се завршува само заради дипломата или во животот да се успее. Професор, ќе мислам дека добро е да слушнеме и вие ќе слушнете, иако сигурно имате контакти постојано со вашите студенти. Еве еден од вашите студенти и од нашите студенти на Универзитетот Гоце Делчев, Блаже Стојановски, што работи по завршувањето. Блаже, од каде идејата да оформиш своја винарија? Па идејата не е од сега, идејата е малце од поодамна, бидејќи потекнуваме од Лозарски крај, каде што уште одамна се правело и добро вино и ракија и се произведувало квалитетно грозје. И идејата е да се има некој свој производ, да се биде препознатлив по некој свој бренд, бидејќи секако го работиме тоа, сакаме да пробаме малце да направиме вино кое што нема да биде само за наши потреби, едноставно да луѓето кои што не се во можност да произведат вино, да можат да пробат квалитетно вино, не индустријско вино, работено со љубов, со посвета, со максимална посветеност. И во прилог сето не испадна, плюс што се отвори тука во Кавадарци катедрата за лозарство, винарство, беше голем едноставно мотив да се студира тука и да се награди тоа што не го знаеле од нашите дедовци, татковци, што не е предавано. Значи традицијата влијае прилично. Да, традицијата влијае доста. Ако можам да разберам, на Блаже практично му била дадена насоката од средината во која живее, од семејството, токму така. А факултетот практично дошол како можност да се да усоврши. Да, точно. Сега, колку беше лесно да се отвори, бидејќи освен знаењата на факултетот треба има многу и администрација за да се отвори винарија. До пред неколку години не беше и можно, имаше административни пречки. Така, да. Каква е постапката за да се отвори? Постапката сега со новиот закон за вино е многу поедноставена. Не е како што беше со стариот закон на вино, каде што и физичките и правните лица беа под една капа. Истите услови кои што важеа за правните лица важеа и за физичките лица. Сега има голем дел од тие параметри кои што ги бара за правните лица за регистрација, за физички лица сега веќе не се потребни, така да е доста поупростена процедурата за добивање на дозвола за производство и за пуштање во промет на виното. Да не забравиме како се вика винаријата. Семена ваша е така? Винаријата се вика Параджик. 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 Од каде името? Името е од Хрватска, не потекло од Хрватска и така според тоа презиме па
Така. Препознатливо малце да не биде бидејќи има доста презимењата што се македонски се типични. Привлекува внимание во секој случај. Тоа е момент кој што е важен, сигурно. Макар што и квалитетот е уште како важен. Ќе се вратиме пак со тебе, Блаже, бидејќи ќе не интересира и други работи, како работите, како го произведувате, како обезбедувате квалитет, како проверувате, но за до тоа да дојде професорке, навистина е важно какви знаења ќе се предадат на нашите студенти. Што за вас значи кога ќе видите своји студенти кои што се обидуваат работат нешто сами? Кога ќе видам јас лично, ама верувам и на сите колеги кои што се вклучени на овој факултет, кога ќе видат студенти кои што успеале да отворат свој собствен бизнис, задоволството е големо. Нивниот успех е во исто време наш успех. Јас верувам дека покрај традицијата, желбата за производство на квалитетно вино, препознатливо за регионот, освен тоа сепак и знаењето е неопходно. Студиската програма по енологија на прв циклус, ама и на втори и на трет циклус на земјоделскиот факултет на нашиот универзитет, мислам дека нуди знаење кое што е на ниво со светските и европските универзитети. Ние се трудевме кога ги подготвувавме студиските програми, тие да бидат на слично, ајде да не речам на исто, ама на слично рамниште со универзитети не само од регионот, туку и препознатливи универзитети кои што работат во оваа област. На тој начин им се овозможува на студентите да се стекнат со знаење кое што ќе го применат потоа во работа и во други винарски визби, во големи винарски визби, меѓутоа можност да отворат свој собствен бизнис. Значи, Блаже е еден многу добар, позитивен пример за тоа како се работи, колку се сака професијата. Тој е вистински доказ дека ја работи професијата со желба голема, но освен Блаже ние имаме и други успешни студенти кои што имаат своји собствени бизниси, кои што исто имаат отворено винарска визба, но и некои други бизниси поврзани со енологија, како и студенти кои што веќе работат во винарските визби. Не знам дали сите студенти, немам таква информација, ќе сгрешам ако кажам, меѓутоа од тоа што јас го имам како податок е дека голем дел од студентите што дипломираат кај нас на земјоделски факултет на оваа насока на енологија се вработени. Значи, студентите, добар дел од нив поминуваат во практична настава во текот на студирањето, во некои од визбите, таму го препознаваат квалитетот, им нудат можности не само да работат и да учат, туку дури добиваат и некаква месечна надокнада. Така што таму тие го применуваат своето знаење, се надоградуваат и многу често по завршување на практичната настава остануваат да работат во визбите. Дали факултетот треба да ги подготви стручно, меѓутоа дали сте имале пример дека се информираат, бараат информации кога сакаат да започнат со бизнис, да им дадете помош од тој аспект, каде да се обратат, што да се обратат, бараат ли од таков аспект помош некој од нашите студенти? Па има случаи кога ќе се обратат, кога се информираат, особено кога за работи кои што се поврзани со администрација, со добивање на решенија за анализи, за ставање на виното во промет, така што постојано сме во комуникација. Особено со овие студенти што имаат собствени бизнеси, да, имам контакти јас лично, комуницираме, помагаме колку што сме во можност. Рековме дека стручноста е многу важна во денешно време, да, она што го каже и Блаже дека да, традициите многу значат и традицијата е голем дел, меѓутоа како одминува времето, навистина науката се го има своето место. Колку студиските програми наши се прилагодени на тоа што е потребно на и да се започне собствен бизнис и на оно што го бараат големите компании. Бидејќи, нели, карактеристика ми се чини многу да е да се прилагодуваат постојано студиските програми на потребите на она какви се движењата во бизнисот. Нешто за нашите студиски програми. Така, нашите студиски програми ги подготвуваме на секои 5 години, имаме реакредитација и се трудиме секогаш да воведеме некакви новини кои што се во тек со бизнисот, во тек со барањата на индустријата. Така што веќе годинава акредитиравме студиски програми на втор циклус на студии, на трет циклус на студии, така што постои можност студентите своето не само основното знаење да го надополнат на овие повисоки циклуси на студирање,
универзитетот ги вложува сите своји капацитети за да им овозможи истражувања, бидејќи на овие повисоки циклуси на студии неопходно е, нели, да имаме дел од истражувачка работа, бидејќи практичната работа мора да си ја надополниме со истражувања. Резултатите од истражувањата треба да ги применуваме за да работиме на подобрување на квалитетот на виното. Така што овие студиски програми јас би рекла дека да, овозможуваат напредување, овозможуваат истражувања, научна работа, публикување на научни трудови, но во исто време, бидејќи се веќе актуелни и одредени проекти на факултетот, дел од студентите имаат можност да заминат надвор од државата. Значи имаат можност да видат како се работи во некои странски држави, како се опремени таму лабораториите, какви истражувања се извршуваат, што всушност е и дел од барањата на третиот циклус на студии, бидејќи студентите мора да излезат надвор од државата да имаат студиски престој. Така што и тоа им е овозможено преку проекти кои што веќе се актуелни на факултет. И на ова ќе се вратиме на учеството на студентите, и имате моментално примери на студенти кои што учествуваат, но ќе се вратиме нешто подоцна. Сега во емисијава ќе одиме накратко и во винаријата Бовин, ќе видиме изјава на главниот енолог таму, кој што исто така беше дел од Универзитетот Гоце Делчев. Значи правиме малку разлика на тоа како е во поголеми компании, како е во мали семејни фирми, сето тоа како пример како луѓето овде, посебно во овој регион, заедно со она што го добиваат како образование од Универзитетот Гоце Делчев, се снаоѓаат во животот и работат во она што е карактеристика на овој регион. Како и секаде, така и во винарството, постои природна селекција. Од 50-100 души, колку што ќе поминат или ќе дипломират, може би сите ќе си прават дома вино, неколку ќе си го најдат патот, оние што сакат да работат. Дисперзираниот погон, посебно земјоделски факултет, што е за нас многу важен, во огромна мерка допринеси за развојот и на винариите, и на лозарството, значи даде еден правилен правец во кој смер треба се работи грозјето, за да се добие добро вино. Се ова е интересно и добро за големите компании кои што се еве Бовините, кои што имате големи компании. Меѓутоа има една тенденција на отворање на мали винари. Колку од луѓето што ги знаете што завршуваат образование и млади се одлучуваат да започнат собствен бизнис и колку е лесно да се започне собствен бизнис во оваа област? Овака, не можеме да го исклучиме Бовин од целокупната приказка, затоа што Бовин му е почетниот капацитет 100.000 литри. Значи, и ние почнавме пред 2098 година како мала винарија. Сега, кога имаш 100.000 литри капацитет, значи работиш од прилика со 50-40.000 литри вино, пробиваш на ново пазар. Меѓутоа сега располагаме со 1.200.000 литри вино. У другиот дел, колку, како и шо, скоро сите прават вино. Ние сме таков регион, значи од скупно некаде над 24.000 хектари кои се наоѓаат во Македонија, како лозови, вински лозови насади, некаде од 14.000 хектари се наоѓаат баш во Тиквешкиот вински регион. Традиција е да имаме сите вино и ракија дома. Факултетот му е уште една поголема одскочна даска за да може да одат понатака. Исто се повеќе и повеќе се отвараат мали винари. Со некои си 5-10.000 евра кредит може да стартува без проблем мала кучна винарија. Значи, да нормално како напредува, така ќе се надградува, ќе оде скала горе и горе. Големите компании имаат и соработка со помалите. Има ли една таква мишка во која што може да се најде можност за соработка? Овака, јас ќе ви кажам за себе лично. Добар дел од студентите и сме се дружеле таму и доаѓале кај мене на практа. Добар ден, кому требале материјали за дипломска, за било што, доаѓале слободно. Ако речеме дека сме ние голема винарија, да, ние зимаме и практиканти, исто зима и Тиквеш практиканти, каде што во Тиквеш работат и ги плаќат, кај нас не работат, наблюдуваат, учествуваат во се. Знаете, физичката работа сега да мора да е платена и овака инака нема доволно работна снага.
му помагаме во голем дел и се консултираме меѓу винариите и меѓу една и друга винарија ќе ви кажеме еден пример каде што запознавајќи го едно девојче на магистерскиот бевме заедно запишани кај јас бев кај Виолета Иванова Петрополус, која ми е основа за без добра хемија, без добра аналитика нема врвен производ за на пазар. И истото девојче, моја проценка беше дека е врвно. Затоа што мене не ми требаше, го предложив во Тиквеш, главниот енолог на Тиквеш веднаш го зема да проба како работи, и го девојчето веќе 10 години си работи, или 7-8, се уште си е таму како одличен енолог. Значи овде има интерес за добрите квалитетни кадри во ова област. Ако го споредиме со тоа дека медицинарите сите сакаат да бегаат во Германија и во странство и некои други области, има ли интерес во странство за нашите квалитетни кадри во областа на енологијата, за енолози? Па добро, не знам медицинарите онлайн оваа година и минатата како ќе бидат медицинари и доктори, веројатно ќе прегледуваат онлайн. Да, има голем интерес. Посебно, знаете, исто како кај нас, одиш дали Нов Зеланд, дали Америка, дали Калифорнија, независно каде, кога ќе стигнеш веќе таму, предусловите се не се задолжителни, меѓутоа сепак ти велат би било добро да имаш некое познавање. И таму одиш селекција, одиш на почетокот во лозовите насади, од лозови насади те префрлат во винарија некои цревца лево десно и како гледат повеќе знаеш и на крајот ти нудат да останеш кај нив да работиш. Значи, го ценат она што имаме како квалитет. Ви реков, природна селекција, секогаш се издвојуваат и од докторите не завршуваат, мислам сите завршуваат, меѓутоа едни остануваат регионални, едни од национални, едни од по приватни клиники или надвор, како што рековте во Германија, исто и кај нас. Ете, тоа беше она што го слушнате од Борче Нечев, главен енолог во винаријата Бовин. И сега, навистина, пак одиме со Блаже, Блаже, има ли разлика според тебе во тоа како е да се работи во поголеми компании, како е во една семејна фирма? Има ли разлика? Што е полесно според тебе, што е подобро? Па има разлика, секако, да. Полесно. Секогаш лесно нема. Меѓутоа, полесно е кога работиш дома. Едноставно немаш притисок, работиш полека, работиш со љубов едноставно. Кога си во голема компанија, мораш да слушаш наредби, мораш да стигнеш се на време, мораш едноставно да бидеш 100% посветен на тоа што си. Меѓутоа, исто и во семејната винарија. Меѓутоа, имаш повеќе простор за порелаксирано работење. Малку и креативност, веројатно. Да, малци и креативност, истражуваш, пробуваш некои купажи, еве, например, конкретно за виното. Можеш едноставно да си играш на мали количини, па да видиш што би можел да добиеш со тоа. Колку од твоето семејство сте ангажирани во вашата? Па сите, моментално сите, да, комплет. Колкава инвестиција треба да се започне? Скапо ли е да се започне бизнис во винарството, винарија, семејна да се отвори? Па да. Сега е моментално како со растот на цените на се, е скапо и пред тоа беше. Меѓутоа, се бара помош, се пратат грантови, се пратат ИПАРДи и такви работи, и со помош од државата и од нешто со само иницијативно се може да се отвори така некоја си мини винарија со најминимални услови за работа да се обезбедат. Како се на пласман? Каде се пласира се до тоа како вино? Пласман претежно се пласира тука на македонскиот пазар, во ресторани, па има, да, има. Имаме доста настани, кај што имаме од изложбен карактер, вински салони низ Македонија, обично Битола, Скопје, поголемите градови. И со покани, со медиумска покриеност, има доста посетеност, заинтересираност, исто така, како пример на целни се ги каниме првен ресторани, хотели и такви, кај што може да се потроши поголем дел од виното.
И до сега наидуваме на доста позитивни критики, луѓето се едноставно пријатно изненадени од тоа што ќе го пробат. Едноставно не е тој тренд кој што бил претходно што го очекувале домашно вино, онака лајт, да не е нешто посебно, меѓутоа како со технологијата како одиме напред, од година на година, од берба на берба имаме се поквалитетни вина и луѓето се едноставно пријатно изненадени и поверувачката полека почиња да расте. Со самото тоа што и луѓето сакаат да пробат домашни вина, не индустријски вина. Тоа е предноста, да, тоа е предноста, на семените да, Но, се менува трендот. Чиста ли ти беше идејата? Имаше ли страв кога сакаше да започнеш со отворање на фирма? Дали имаше страв дали да започнем, дали ќе успеам, дали нема да успеам? Па не, немав страв, едноставно не сум човек кој што се предумислува, што прво на ум тоа и тука е зацртано и немам таква. Има ли некоја тајна од она што било традиција во твоето семејство, тајна во произведувањето на вино, бидејќи сите велат дека има тајни кои што се чуваат во овој бизнис и не се кажуваат така лесно? Па тајни. Нема тајни, некои си така, едноставно, најбитно е да имаш добар производ. Кога имаш добар производ, производството на вино е многу полесно. Производот зависи, се разбира, од тоа што ќе се направи. Пред да одиме со професорката уште еднаш со оној момент на студентите и праксата, го заврши образованието, започна бизнис, но овде веројатно не завршува едукацијата. Каде бараш повторно можност за нови сознанија, остручување, дополнување на своите знаења? Бидејќи веројатно и тоа е потребно, треба се следат тековите во овој бизнис. Да, нормално. Па се консултираме со професорите, постојано сме во директна комуникација со нив, ги слушаме советите од нив, едноставно и се консултираме за секој новитет што сакаме да го правиме, да почнеме со нешто. И така не е едноставно полесно. Така, во секој случај не завршува едукацијата со завршувањето на образованието. Професорке, сосема јасно, контактите остануваат и натаму и ова еден начин денеска имате контакт со вашите студенти. Но еве реков дека научно-истражувачката работа е битна. Рековте дека има неколку студенти кои што во моментов се активирани во научни истражувања. За какви истражувања станува збор? Во моментот еден студент кој што е на втор циклус на студии на енологија се наоѓа во Унгарија, во Универзитетот во Печ и работи на истражување на полифеноли, на вина кои што тој самиот си ги изработи за својата магистарска тема, примени современа технологија за производство на вино и при тоа применува таму и современи аналитички техники за анализа на овие важни антиоксидантни компоненти. Во рамки на истиот проект во март или во април ми се чини уште една студентка на втор циклус на студија ќе замине во Чешка на Универзитетот во Брно, а во Австрија веќе имаме една студентка, докторантка, која што ќе оди во јуни. Така што дел од овие научни истражувања тие ќе си ги работат овде кај нас на нашиот факултет, тука ќе изработуваат и вина и ќе работат анализи, но дел од тие анализи ќе ги извршат и надвор на универзитети со кои што ние имаме одлична соработка. И сега кога сме кај соработката, еден битен момент, бидејќи дел од студентите ќе се одлучат да започнат свој бизнис. Дел од студентите ќе побараат ангажман во веќе големите компании да работат таму. Постојано се говори во држава за потребата на интензивна тесна соработка меѓу високото образование и компаниите за да можат студентите да најдат работа и да бидат корисни. Дали е на доволно ниво оваа соработка? Треба ли овде подобрување? Од секој се говори дека е потребно, ама некако како компаниите да помалку да ја согледуваат таа потреба. Да, секогаш иницијативата е повеќе на универзитетите, мисли че и на факултетите. Па секогаш зборуваме дека треба да има соработка. Веројатно зависи и од нас, професорите, зависи и од компаниите. Јас би рекла дека има, дека тргната е работата, но треба таа соработка да биде. Оваа катедра на која сте вие, има ли примери на компании со кои што има добра соработка и имаат интерес?
Па еве веќе соработуваме одлично со винаријата Бовин од Неготино, имаме исто соработка и со Тиквеш, имаме доста студенти кои што Одат на веќе се пракса и се вработени, да, работат. одат на пракса, ама и работат во визбата. Така што јас сум во комуникација со некои од тие студенти и мислам дека добар дел од визбите се отворени, ги нудат своите капацитети за производство на вино. Еве ќе ја споменам Језимит, винарската визба во Штип, од каде што доаѓа студентот кој што моментално е во Унгарија, така што ги нудат своите капацитети за да се произведе нешто ново. Има визби кои што веќе почнуваат да се отвараат со цел да се воведат новини, бидејќи мора да се следат трендовите, светските трендови на производство на вино кое што е препознатливо за регионот. Значи ние имаме вистина квалитетни сорти, богати со боја, со интензитет, меѓутоа мора да ги следиме трендовите за да излеземе на пазар. Кога сме тука, тоа разговарав и со некои други луѓе од овој бизнис, ние постојано ја слушаме таа приказна дека Македонија има вина кои што се многу квалитетни и кои што се бараат. Јас знам дека кога ќе дојдат некои луѓе од ексју републиките, се фалат со нашите вина дека се прекрасни. Сме го искористиле ли тоа доволно како држава, бидејќи навистина да имате нешто добро, а да не се пробивате, или пак имаме ли капацитет да го искористиме како пласман некаде, не? Освен да добиваме медали на саемите? Така, па добро, и медалите се некаков тие знак, се нели, оскочна даска, се разбира, да ве бараат. дека имаме добри вина. Да, имаме добри вина. Добар дел од винарските визби веќе произведуваат вино и го пласираат во шишиња, што не беше пример до пред некоја година, така што квалитетното вино мора да се произведува во шиши и да се изнесе на пазарот. Тежок е патот, ама веројатно со мала поддршка од државата, веројатно добар дел од нив и успеваат. Така што вината што се тука кај нас на нашиот пазар, можам да кажам дека се квалитетни, со кои што можеме да се гордееме. А баш не убаво кога ќе прочитаме, кога ќе кажат македонските вина се убави и така натаму. Тоа е фино да кога ќе чуеме ние како македонци. Еве да одиме и со оној момент ме интересира во семејна фирма, веројатно независно дали е семејна фирма или голема компанија, стандардите треба да се почитуваат. На кој начин се прави сето тоа? Како сте обврзани да има квалитет? Кои стандарди се почитуваат? Како тоа се работи? Така да. Па обврзани сме исто со Агенцијата за храна и ветеринарство, се вршат контроли, се испитува теренот дали објектот ги задоволува потребниот минимум за дали го исполнува за производство на вино. Откога ќе се добие дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство, потоа пред да се пушти во промет секое вино подлежи на физичко-хемиска анализа и откога ќе се добие резултатите од анализата се проследуваат до Министерството за земјоделие и оттаму чекаме да се даде решение за пуштање на виното во промет дека тоа вино е погодно за конзумација. Кој е задолжен за дегустација за виното кај вас? Па Дали ти или? Па сите дегустираме. Мора да се проба. Сите, да. Мора да се проба пред. Да, па прво тој што го произведува треба да пие да биде пример. Само вино произведувате или? Не. И ракија. Не произведуваме само вино, произведуваме и ракија и сега оваа година во мали количини маџун, претежно за наши партнери, за семејните, за потесниот крг од семејството, што оваа година сигурно ќе го прошириме производството на маџунот. Се бара. Па да, се бара, доста се бара. Очигледно дека има простор да се работи на нови брендови. Има да се работи на нови брендови, да, само се во свое време, не може се на. Но еве, се започнува како семена фирма. Веројатно, дали има момент во кој што чувствувате, или можеби ќе почувствувате дека треба да се шири бизнисот? Дали во таква насока ви оди размислувањето како семејство, или пак размислувате дека да се задржите само на тој момент на помали количини, доволно колку да семејството да работи, да не се ширите во таа насока? Па не сега, за сега едноставно планот не е секако да се прошириме. Исто така
имаме во план сега винаријата да ја преместиме кај што ни се лозовите насади, во тој дел, со соби за дегустација, со Тоа е развој. сместувачки И тоа е капацитет, развој. да, меѓутоа, се едноставно не може се наеднаш, него полека. Во секој случај, Него- значи се потврдува оно Да, што го велам да. јас, дека практично кога започнеш да работиш, самата работа те тера Тера да шириш, мислиш, да инвестираш, Да, се шириш, да инвестираш. инаку не може да се стои во место. Па не може да стои во место. Так. Си во место, тука си се на едно место и стагнираш. Не Сметаш ли, се... сметаш ли дека Да, твојата приказна е успешна до сега? Па да, сметам. Сметам дека е успешна. Значи вистински потек што си избрал да останеш во традицијата на семејството, да се остручиш и да отвориш семејна фирма. Па дефинитивно да, вистински. Насоката се дала уште од самото тоа кај се живее. Ти благодарам Блажо. Професорке, сметате ли дека иднината на вистина можеби работите во оваа област? Таа големите компании работат и веќе тие се со нив надпреварувањето е тешко за мали фирми, тие треба да се тука некаде. Меѓутоа, како е пазарот во Македонија? Има ли доволно простор и за вакви семејни фирми и за големите компании и на некој начин да се задржи тој квалитет кој што го имаме и колку е тука местото на високото образование? Да, простор мислам дека има за секое вино кое што ќе се произведе. Затоа всушност и отварањето на овие мали семејни винари доби поддршка од државата, така што со тие мали капацитети на производство се добива малку поинакво вино, се добива вино со приказна, со многу љубов, со многу посветеност, што не значи дека тоа го нема и кај големите винарски визби, нели имаме големи винарски визби кои што се успешни, кои што си го имаат пласирано патот и тие работат успешно, меѓутоа треба да се дозволи простор за овие мали винарски визби и мене ме радува тоа што се повеќе визби се отвараат, бидејќи секој производител, особено еве нашите студенти кои што излегуваат од оваа насока, може да си го најдат патот. И треба да продолжат, бидејќи сепак, нели, колку и да го следиме трендот за излегување надвор од државата и живење надвор од државата, моето мислење е дека може би треба прво да се обидат тука, да пробаат, да си го најдат вистинскиот пат. Посебно во места кај што тоа е веќе Посебно традиција. во места каде што е традиција и каде што има не само производители, туку има и луѓе кои што уживаат во конзумација на вино. Значи ова е нешто повеќе од само бизнис, би се рекло. Некоја приказна која што ја носите сите тука како семејства во овој регион. Блаже, колку има има ли многу такви мали винари? Дали е тенденција, откако се дозволи, дали има тенденција на вистина повеќе да се отвараат? Па да, има тенденција да се отвараат. Ние бевме првите 10 кои што бевме регистрирани. До оваа година, до почетокот на бербата, имаше регистрирано 68. Одлично, тоа значи дека има иднина во секој случај и претпоставам дека тоа ќе биде добро и за големите компании и за семејствата кои што одлучуваат така да работат. Постојано се говори дека треба да се најде нешто и можеби добар начин да се размислува за оваа иднина. Ти благодарам што одвои време и дојде во нашата соба за дискусија, професор Иван, ви благодарам и се надевам дека нашата студиска програма на Универзитетот Гоце Делчев едноставно ќе овозможува вакви приказни, ќе придонесува и за луѓето да си го најдат својот пат во животот, но да придонесуваме и за добрата слика за Македонија како производител во оваа област. Да, јас се надевам, ви благодарам и на вас за поканата. Благодарам многу. Тоа беше нашата тема во собата за дискусија, како и по завршувањето на образование може да се најде начин да се остане овде, да се работи и да се одговори на предизвиците. Не се секогаш патиштата надвор од границите на држава, навистина може да се работи и овде, да се бараат успешните приказни. Ние ги следиме, денеска проследивме една таква и во иднина ќе бидеме тука за сите нив.